Премиерот Зоран Заев најави полнење на буџетската каса на државата и од легализација на автомобили со странски регистарски ознаки. По овој основ, во буџетот се планира да бидат инкасирани околу 20 милиони евра. Според правишните информации, сите оние кои што имаат автомобили со странски ознаки, а со живеалиште во земјава, ќе им се даде рок возилата да ги легализираат при што ќе имаат одредени бенефиции. Од Министерството за економија не прецизираа како е планирана оваа легализација. Кажа дека тоа било предлог за кој доправа ќе се носат законски одредби. Во моментот се работи на драфт верзија на законското решение со кое ќе се реализира оваа најавена мерка, која се очекува по согласување со сите надлежни институции до крајот на годината да биде доставена на усвојување до собранието. Во Струмици регионот голем е бројот на возила со странски регистарски ознаки, претежно бугарски. Дел од струмичани смета дека овие возачи треба да го полнат буџетот во земјава со оглед дека ги користат македонските патишта. Други пак тврдат дека не е потребно. Да си останало тука парите, тие давачки да си ги зема наша држава. Да не ги земат бугарци. Наша држава да си ги земат тие пари. Не е лошо да ти кажем, ама добро и така. Нека има и странски возила. Нели ќе имаме Европа, нека секој што треба. Сите давачки и за регистрација и за зелен картон и за се треба се плаќат во нашата држава. Не треба. Како што е така нека си остане. Не треба ништо. Треба да бидат на македонски, како? Нека се легализират. Министерството за внатрешни работи немаше конкретна информација колку во земјава има возила со странски регистарски ознаки за кои владата најавува мерка за легализација. Заради близината со соседна Бугарија и пониските цени за набавка на автомобили, во Струмичко над 20% од возилата се со бугарски регистарски ознаки. Нив ги управуваат лица кои освен македонско имаат и бугарско државјанство, а возилата ги регистрираат во соседна Бугарија пред се заради ниските цени.